Разговараме со Ирина Тошева, нашата македонска дизајнерка, за работилницата која што ја остварува во соработка со Казнено-поправниот дом Идризово, со женскиот оддел. Имено станува збор за работилница во која што се вклучени директно затвореничките и кои што имаат можност нивните животни приказни да ги преточат во една рачна изработка која што вреди многу. Секогаш рачните изработки се индивидуални, се уникатни самите по себе и доколку ги прашате нашите дизајнери, тие ќе кажат дека секогаш тие најмногу се вреднуваат и држат на цена. Што значи тоа? Добро утро официјално, Ирина. Добро утро и благодарам на поканата. Ирина, ако велиме дека рачната изработка секогаш држи на цена, што значи тоа? Знаете, чисто вие дизајнерите да си го споделите помеѓу вас, дали можеби тој индивидуалистички пристап, таа енергија, таа уникатност која што се прави само еднаш и е уникатно дело, едно само по себе. Да, рачната работа пред се бара многу време, а времето нормално значи пари. Чини пари, да. Чини пари, така да се подразбира секој некој имал можност да работи нешто со раце, независно дали било шиење, везење, плетење или па поправал нешто, може да свати зашто секогаш овие работи имаат поголема цена и се повеќе вреднувани. Сега, например, со вештачката интелигенција и се што ни се случува, нема да овие занаети ќе вредат уште повеќе, затоа што машински нема да може да го добиеме она што се добива рачно, душата и срцето која се внесува кога работиме рачно. Од каде произлезе идејата да се вклучите во еден таков проект и соработка со Казнено-поправниот дом, Казнено-поправната установа Идризово, да? Па целата иницијатива се случи навистина многу спонтано. Минатата година во декември, благодарение на организацијата Connect, бев поврзана со затворот Идризово. Со тоа што кога отидов на првиот состанок, директорот имаше некоја замисла за некои мали работилници, а јас дојдов со цела подготвена презентација, кажав не, ова ќе правиме, тоа ќе правиме, вака ќе правиме, така ќе правиме. Тој беше фасциниран, имаше голема поддршка и отворени раце пред се, значи од управата на КПУ Идризово, за еве денес да бидеме онаму каде што сме, да имаме веќе сопствени производи и да имаме веќе жени кои се активно вклучени во целата работа. Така започне идејата, но соработката резултираше и со меморандум за соработка, за потоа да може официјално да продолжи. Колку време трае оваа соработка? Па сето започна. Првичните подготовки беа во декември пред празниците, а меморандумот го подпишавме почетокот на јануари по празниците. Со тоа што пуштивме повик по медиумите, по социјалните мрежи, затоа што целата оваа иницијатива е на волонтерска база, јас го донирам своето време и знаење, значи не е никаков грант, нема никакви финансии. Туку едноставно пуштивме повик до јавноста, каде што сакавме да вклучиме самата заедница, граѓаните, пред се граѓанките, до кои сметам дека некако и многу повеќе допира целата приказна, да ни ги донираат нивните стари машини, материјали и да го опремиме целиот простор, да направиме една шивачка работилница. Најден одзив? Имаше навистина огромен одзив, дури на крајот почнав јас и да одбивам донации, затоа што едноставно немавме веќе простор каде да ги ставиме. Сите дома имаат некои материјали кои им се останати од времето, за жал шиењето веќе како пракса, жените додат да си сушијат нешто, не е толку често, освен за некои свечености, за жал, да. Па добивме навистина прекрасни материјали кои веќе ги нема ни да се купаат, квалитетот кој им е безпрекорен. За да опремиме целата работилница, тука се јавија и мои колеги дизајнери кои донираа некои материјали. Имавме и фабрика од Штип која ни донираше машина. Многу се радувам и што кога го пуштивме повикот конкретно за машините на социјалните мрежи во таа една група Дај на фрлај, за 2 часа успеавме да најдеме 6 машини. Со тоа што дури потоа кажав дека веќе немаме потреба од машини, се заблагодарив на сите и еве сега имаме се што ни треба за сега. Како изгледа еден типичен ден во вашата работа во работилницата која што заедно остварува? Во моментов во работилницата работат 4 жени кои си одат како од понеделник до петок, како работно време од 8 до 3 часот, до 15 часот. Си имаат секој ден најразлични задачи кои си ги работа, дали веза, дали нешто шија, дали истовремено различни работи се подготвуваат.
дали имаме некоја нарачка, еве баш сега работевме некои нарачки на торбички, затоа што некои граѓани сакаат да имаат одредена илустрација на торбичката која се везеше. Сега во моментов ги работиме и прототипите за новите производи, па јас тука доаѓам со многу идеи, па дискутираме што може да се изведе, што не може да се изведе, па се прават пробните парчиња за потоа да оцениме нели дали понатаму ќе продолжиме да ги работиме или нешто ќе подсмениме или ќе некој нов производ ќе направиме. Дали тие самите се пријавија или пак како деше тој дел? Претпоставувам дека треба веќе некои вештини да поседуваат или пак да сакаат да ги стекнат. Па најпрвен во јануари-февруари месец имавме отворени работилници каде што беа вклучени сите жени кои беа заинтересирани. Тие се случуваа баш во женскиот затвор. Тука се вклучили голем број? Како? Па се вклучи околу 25 жени, имаше и од отвореното и од затвореното оделение. Тука нормално дека и управата на затворот и воспитачката Јасна, која морам многу да ја поздравам, затоа што и она има многу голем удел во оваа приказна. Оценија нели кои навистина сакаат, кои имаат потенцијал, затоа што јас не ги познавам жените. И некој од нив проба, некои се пронајдоа, некои сватија дека немаат многу живци за тоа, некои едноставно само сакаат да пробаат да си го исполнат денот, ама без нешто понатаму да учат, за да направиме некоја селекција. На почетокот почнаа да работат 3 жени, па 4 жени, па 5 жени, па имаме жени кои во меѓувреме излегоа затоа што им заврши казната. Па баравме начин како да ги вклучиме и жените од затвореното оделение, затоа што во моментов шивачката работилница се наоѓа надвор од женскиот затвор. Повторно е во установата Идризово, но е во друга зграда и тука не може жените од затвореното оделение да доаѓаат. Па како да ги вклучиме и нив со тоа што им се даваат одредени задачи во одредени делови од денот, каде што можат да работат, така да имаме и од таму 4-5 жени кои ни се вклучени. Многу ме радува ова што го слушам и гледам со каков ентузијазам зборувате и со каква радост и во очите. Овој процес на дизајнирање надворот, вашите рамки, од она што вие го работите, но претпоставам дека е голема визија и мисија за вас. Па што конкретно е мисијата, со каква енергија вие влеговте, што сакавте да постигнете? Па јас верувам дека секој направил нека грешка во животот и дека има право на втора шанса и сметам дека самиот затворски систем треба да нуди реинтеграција. Се случуваат некои мали активности, но сепак ние покажуваме дека една иницијатива може да направи многу и се надевам дека ова иницијатива ќе порасне и во системска пракса, дека тука јас стојам отворена секогаш за секој кој сака ова да го внесе нели во затворскиот систем. Сметам дека треба да ги реинтегрираме колку можеме повеќе овие луѓе, да им дадеме нова шанса, нов занает, нови можности и многу е убаво кога нивното време е исполнето и имаат и финансии на својата сметка. Значи по излегувањето од затворот не зависат. За тоа особено ќе зборуваме. Да. Како реагираат тие на почетокот, како реагираат сега? Дали во суштина оваа промена за нив беше дополнителна самодоверба, дополнителни социјални вештини и можеби перспектива за иднина, некоја светлина на крајот од тунелот по завршување на тие затворски денови? Да, имаме различни приказни. Една од жените на почетоците викаше: "Јас не сум мич за ова го правам заради Јасна, ова го правам заради тебе." Некако не беше преголем перфекционист, а за почетник, па јас се зборував со неја и викам: "Уживај, почетник си, треба време, немој да се обесхрабруваш." За потоа да ми каже дека на еден од слободните викенди дома поминала време со својата мајка, која е исто шивачка, а претходно ми кажуваше дека никогаш не ја интересирало шиењето, а сега сакала на тој викенд дома мајка и да ја помогне и да ја покаже некои начини на шиење. Значи на некој начин семејството се сближило, што уште повеќе ме радува. Друга од жените, односно таа млада девојка, ми кажа дека на една од посетите на брати му спомнела дека по излегувањето сака да ја купи машина за шиење, дека гледа некоја перспектива во ова и можности нели понатаму дури и сопствен бизнис да отвори. Друга од жените која ја заврши казната и излезе од затворот, во моментов сме во контакт и доаѓа во моето ателие, ми помага со везачките активности и го гледа ова како некоја перспектива и надеж дека еве и мои колеги или некои други дизајн студија ќе ја вклучат и ќе може да везе, затоа што навистина ужива во таа работа. Што научивте вие лично? Што за вас ова лично е како
Освен тоа дека секој заслужува втора шанса во животот? Уште еднаш си докажав дека модата е многу повеќе од убави фустанчиња, дека е политички чин, дека можеме да правиме промени. А како човек пред се видов колку сум привилегирана и дека треба да се радувам на секој ден и на можностите кои ми ги нуди животот. Каде можеме да ги купиме изработките? Изработките во моментов се достапни во ткајачкото студија на Рекорд Народни носи, значи не може да гутнете, единствен ваков простор во Македонија ни е. Точно на Рекорд, а исто во Македонско село во продавницата на Еснав. Исто може и да ни сконтактирате на социјалните мрежи, имаме и Инстаграм профил Made in Идризово, така да таму може исто нешто да си нарачате, а правиме и најразлични, учествуваме на базари, на поп-ап продавници и сега во моментов ги подготвуваме новите производи за здравје околу Нова година, повторно да ги покажеме пред јавноста. И тоа се средства заработени од нив за нив? Да, сите средства одат кај нив, со тоа што се е ствар на договор тука. Дел од парите си одат како нивна плата, нормално како хонорари за сработеното, а дел си уште ги вложуваме во работилницата за да ги купиме нели сите работи кои ни фалат. Тука би сакала да пуштам и апел до општествено одговорните компании дека убаво е сега кога ги прават буџетите за следната година, да не вклучат и да ни помогнат некако пред се да го реновираме просторот, затоа што за жал, затворот Идризово има голем проблем со влага и навистина таа просторија е потребно да ја реновираме. Благодарам, Ирина. Благодарам за разговорот, благодарам за искрените споделување на искрените емоции и на вашето секојдневие. Посакувам да има повеќе како вас, за да можеме ово општество на подобро да го менуваме. И вакви позитивни примери. Благодарам и еве ние покажавме дека може да се прават промени и без никои големи финансии. Да. Да. Благодарам.